Невработеноста на историски најниско ниво досега. Стапката се намалила за 1,2% за една година и на крајот на 2024 година изнесувала 11,9%. Според Државниот завод за статистика, во Македонија има нешто над 700.000 вработени и речиси 95.000 невработени луѓе. 12,8% од мажите и 10,7% од жените се невработени. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска е задоволна што се зголемила стапката на вработеност на 46,2%. Само во последните 3 месеци од минатата година имало нови 13.000 вработувања. Историски најниско ниво, забележувајќи пат од 0,4% поени во однос на претходниот квартал и 0,7% поени намалување во однос на 2023 година. Истовремено расте вработеноста и изнесува 46,2%. Димитриевска-Кочовска вели дека економијата повеќе не е во стагнација и дека веќе се гледаат првите резултати од работата на владата. Податоците биле охрабрувачки за краток временски период. Државната статистика измерила и 5% раст на извозот во јануари годинава. Индустриското производство пак во јануари забележало раст од 1,4%. Државниот завод за статистика забележа и податок кој покажува позитивни резултати кај извозот. Во јануари 2025 година вкупниот извоз бележи пораст од 5% во однос на истиот период од претходната година и после долг период имаме позитивни резултати во извозот. Како што е познато во јавноста, затекнавме економија која што беше во стагнација и тоа бараше од нас итни и неодложни мерки на краток рок, за да возможиме економијата да почне да се опоравува и да се фокусираме на политики кои што ќе овозможат засилена економска активност со просечни стапки на раст од 5%. Министерката е горда на влезот на земјава во СЕПА, единствената област за плаќање во евра. Според неа, заштедата за граѓаните и фирмите ќе биде голема, бидејќи се олеснува преку граничниот трансфер на пари. За граѓаните кои работат во странство во некоја од СЕПА земјите и кои праќаат пари во Македонија, провизиите при праќањето двојно ќе се намалат од околу 7 на околу 3%. За министерката тоа е сериозна заштеда ако се има предвид дека стотици милиони евра се праќаат секоја година. Праќањата помеѓу компаниите би се оствариле за само еден ден, а во одредени случаи и за само неколку минути. Со ова значително ќе се олесни водењето на бизнис на македонските компании.